Чест и задоволство денеска ми представува да го најавам и да се заблагодарам на денешниот наш гостин, субспецијалист доктор Ембер Идоски, еден од кардиолозите во Жан Митрев клиника, и на наше задоволство во пресрет на празниците кои што ни доаѓаат да ја испратиме оваа година со сите оние ризици за кои што докторот ќе зборува во неговото обраќање, да ги намалиме и да бидеме активни партиципиенти во зачувување на нашето здравје, зголемувајќи ја точно онаа ставка која што не вклучува сите во подобрување на квалитетот на живот, а тоа е активно партиципирање во сопственото здравје. Да ги одбележиме празниците внимавајќи за се она што може да направи ризик по нашето здравје и да придонесиме за подобрување и зголемување на степенот на квалитет на живот и на здравје на сите граѓани. Затоа, оваа активност за разговори и информации бесплатни во референтниот центар на канцеларијата Жан Митрев клиника во Охрид, токму ја наменивме за сите граѓани во подрачјето на Охрид, кои што сака и имаа потреба да поразговараат и да се информираат во превентивниот дел и во се она што може да значи за нив поголема активност, намалување на ризиците и активна грижа за себе. Затоа и насловот на оваа акција токму беше опфатен во една општа порака подобро здравје за секој поединец. Знаеме дека кардиоваскуларните заболувања се за жал најчестата причина за смртност не само во нашата држава, туку воопшто и во светот. Би било добро да поразговараме точно за превенцијата, како да се намали тој број на кардиоваскуларни заболувања и соодветно смртноста која што е на прво место од кардиоваскуларните заболувања во светски рамки. Превенцијата е основниот дел на кој што треба ние лекарите, сите, вклучително, не само кардиолозите, да се насочиме и да успееме барем некој процент да ја намалиме оваа стапка на смртност како резултат на кардиоваскуларните заболувања. Прво би требало да ги знаеме ризик факторите кои што водат до кардиоваскуларни заболувања. Тие ризик фактори, барем основните 4 ризик фактори, какви што се шеќерната болест, високиот крвен притисок, високото ниво на холестерол во крвта и пушењето од цигари, тоа се 4 основни ризик фактори за развивање на атеросклерозата. Доколку овие ризик фактори може да ги модифицираме, значи тоа се така наречени модифицирачки ризик фактори на кои што ние може да влијаеме и треба да влијаеме. Соодветно, кога ќе ги намалиме овие ризик фактори, во значителна степен и кардиоваскуларните заболувања ќе намалат. Тоест, ќе влијаеме на атеросклерозата, која е во суштина основната причина за развивање на инфаркт на срцето и за развивање на мозочен удар. Соодветно, инвалидитетот во нашата држава, соодветно и во светски рамки, би се намалил значително, соодветно, отсуството од работа би се намалило значително. Така да во секој аспект би се помогнало. Поради тоа, основното да почнеме со артерискиот притисок, зголемениот артериски притисок, значи тука е горна граница 140-190 со систолен и диастолен притисок. Соодветно, над тоа веќе треба да се консултира кардиолог или лекар, матичниот лекар, и да се дадат препораки. Првите препораки се немедикаментозен третман на артерискиот притисок. Што вклучува тоа? Тоа вклучува ограничување на солта во исхраната, избегнување на храни кои што содржат поголема количина на сол или отстранување доколку е можно на солта од нив и нивна консумација.
Со самото тоа, значително може да се намали нивото на притисокот. Поголемата физичка активност, исто така, доведува до намалување на крвниот притисок, редукцијата на телесната тежина. Доколку еден краток временски период не успееме да го регулираме крвниот притисок, после тоа веќе имаме на располагање цела палета на лекови од различни групи за да го регулираме притисокот. Дали ќе го регулираме притисокот само со диета, дали со една група на лекови, со друга, со 2, 3 или повеќе лекови, нема толку значење колку што значењето е да го регулираме притисокот. Значи притисокот мора да не е во референтни граници. Вториот дел кој што треба, вториот ризик фактор, нели, како што рековме, зголеменото ниво на холестеролот е истиот принцип. Потребно е од почеток кога ќе установиме повисоки вредности на холестеролот да пробаме и должни сме да пробаме со диета, да го насочиме пациентот кои храни да ги избегнува. Не значи тоа воопшто да не консумира, но кои храни содржат високо ниво на холестерол треба да се избегнуваат. Соодветно, ако тоа не помогне, исто така имаме групи на лекови кои што може да се дадат и да се регулира нивото на холестеролот. Освен тоа, за диабетот повеќе би зборувале ендокринолозите, каде што исто во нашата болница Жан Митрев клиника во Скопје ги имаме и може да помогнат значително во регулирањето на диабетот. Ако веќе ја имаме таа болест, треба да се регулира диабетот. Не треба да се избегнува, обично е како инсулинот да не се боцкаме, не, напротив. Со било кој начин треба само нивото на гликемијата да биде во референтни вредности. Последниот ризик фактор на кој што ние може да делуваме е пушењето цигари. Тоа би требало да е најлесниот начин, најлесниот начин за справување со него е откажување на пушењето. Да, често се содруваме со тоа, тешко е. Не е тешко кога ќе се знаат последиците кои се по атеросклерозата, но освен тоа, за жал, пушењето води и до сосема други малигни заболувања и ред други заболувања на белиот дроб, но пошто зборуваме за атеросклерозата, јас се задржувам на тоа дека колку порано се комплетно остават цигарите, толку ќе се намали побрзо ризикот од срцев удар или од мозочен удар. Во нашата болница Жан Митрев клиника во Скопје може да се извршат сите испитувања неопходни кои што се за да се установи дали е почнат процес на атеросклероза или во каква степен е веќе тој процес на атеросклероза. Дали има ризик од некакви скорошни или далечни збиднувања, тоест дали има ризик од појава на инфаркт или мозочен удар. Доволен еден преглед, доволно е една ехографија да се направи, да се видат примерно каротидните артерии, да се направи доплер на каротидните артерии, соодветно ќе ни покаже каков е ризикот и доколку таму се установи дека има запушување на било кој крвен сад, соодветно натака постојат дополнителни многу софистицирани методи на испитување кои што со 100% точност ќе ни ги покажат каде се стеснувањето и соодветно нашата болница Жан Митрев клиника е спремна освен да го диагностицира и да го заокружи кругот, тоа е со комплетно и третман на секоја од тие болести.